голем број котлински градови во кои што има согорување, во кои што се создаваат ПМ честички, има некаква прекривка од градот од температурната инверзија, честичките долго време остануваат во градот. Ние ќе се бориме и ќе работиме на намалување на изворите на загадување. Најпрво со силни инспекции со кои што сме веќе почнати во соработка со Државниот инспекторат за животна средина, во соработка со локалните инспекторати за животна средина на општините и нашиот општински инспекторат, најпрво со силна контрола на сите загадувачи. Во вториот дел ќе работиме на намалување на загадувањето од транспортот. Едно ќе биде со поставување на добар јавен превоз, со отварање на нови коридори на движење, и третото ќе биде загадувањето од објектите. Градот ќе води со пример. Во овие месец дена колку што Советот работи, веќе и остваривме неколку контакти за градски објекти, кои што во моментот емитуваат честички, кои што се загреваат на нафта, кои што се загреваат на други горива, да преминат на горива или на системи кои што не загадуваат. Па така ќе имаме објекти кои што се загреваат на нафта, а ќе преминат кон газ или ќе преминат кон топлински пумпи или централно грејење во следниот период. Со тоа само ќе водиме со пример и ќе покажеме дека објектите со кои што стопанисува градот можат да бидат со нула емисија на цврсти честички.